Од денеска започнува Божикниот пост во чест на раѓањето на Спасителот Исус Христос. Се пости на масло освен среда и петок, а на празниците дозволено и риба. Е следен кога се однесува од аспект на храната, среда и петок се пости без зејтин, сите други денови на масло, сабота, недела, празниците и домашните слави е благословено да се пости на риба. Истакна отец Александар Стојановски. Но воздржувањето од храната не го прави постот, вели свештеникот Стојановски. Потребно и духовно верниците да постат, но и да се исповедаат. Но тоа е едната страна на постот на типикот и правилото на исхраната во постот. Меѓутоа мора да забележиме дека постот не смее да се претвори само во диета, туку би рекле дека воздржувањето од телесната храна представува помош во континуитетот на духовниот пост. Значи, така да, освен тоа, постот представува и правење на добри дела, представува и воздржување од сето она што е погрешно, од лоши мисли, дела, зборови, и постот ја има целата своја функција кога истиот ќе се спои со исповета, значи исповета на гревовите пред свештеник, покајанието, и при тоа и учеството во самата света литургија и причестувањето со светите тајни на телото и крвта Христови. Рече отец Стојановски, постот завршува на 7 јануари, на големиот христијански празник Божик.